Како дете, значи со постариот брат Коста, кога одевме по баби, по дедовци, често ловевме секакви животинки, не знам, куштерчиња, жаби, жилки, сега не знам колку е тешко жилка да улови човек, ама прв дечко во животот. Морам да зборам за ова? Не морам така. Прва омилена играчка ме беше куќа за барбики. Прв пат на фестивалче настапи во 5 одделение, ама пењето не одеше во живо. Фестивалот се викаше Најмилите тиквички. Тиквичката на малиот концерт изгледаше вака. Најдобар настап? Мислам, прашање, нема потреба да биде поставено, се разбира дека последниот настап ми беше нај. И покрај тоа што не прв пат, ама со оглед на тоа дека многу ретко носам штипли, а никогаш не носам фустани. И сте ме знаат по мојата долга и права коса, ја бев џбун. И на вистина беше. Тоше идол, мислам дека на сите генерации и колку и луѓе да негираат, ја никогаш не сум го слушал Тоше, сите го почитуваат Тоше. А инаку не се пронаѓам од текстот, јас сум претенчајна и не сум толку тажна колку песната.
страна сум те изненади. И што имате да кажете за настапот на Јана? Тони. Калиопи нека стартува. Добро. Два пати прва јас. Океј. Јана, дефинитивно шармот кој што го поседуваш, на него падна Македонија, тоа е јасно. Имам замерка само една. Јас би ти избрала некоја песна од почетокот на Тоше. Нешто што се одвестува на неговите тогашни години и на твоите сегашни години. Тоа е единствената моја замерка. Инаку си како бело цвекенце кој што го распослал на сцена човек и едноставно со твојата насмевка само плениш бредете и плениш околу себе. Една права шекерлема. Една вистинска шекерлема. Вечерва потруди се да си ја добиеш втората обетка, за да ти донесе среќа и таа понатаму. Дефинитивно тоа е мојата единствена замерка за твојот стајлинг, веќе реков, како ми изгледаш оваа вечер. Тоа браун кајше што е на тебе, нели? Тоа со косата ти го спои, бојата на косата. Добро да знам да прашам, оти не знам, јас толку дебек по стајлингот не сум, нели? Ама супер беше. Браво. Фала многу. Тоа е бело цветче во косата, не гледам од одека, ние стари сме овдека. Извини, молим те. Леле, веќе те ке. Која е Јана, која е Ивана, нека крене рака. Не гледам баш убаво. Се прашај, еден по еден. Јана, од вечерва почнува онаа моја стара улога во жирито. No more Mr. Nice Guy. Впрочем, од денеска, од вечерва па натаму, од вас очекувам чекор погоре од она што беше претходно, од сите вас. Значи, ќе ти кажам искрено, некаде на половина песна се опушти. Ве молам тој страф, се надевам ме слушаат и во црвената соба, ве молам тој страф од песните да го тргнете, за да победи и да се види она што навистина го носите во себе. Ти вечерва испеа прекрасно, но малку ми беше стегната на почетокот. Тоа кај мене тешко поминува, знаеш и самата. Ти посакувам многу среќа, прекрасна си и се слагам со Калиопи дека можеби требаше да одбереш и друга песна. Фала многу. Јас сум сигурен само во една работа дека ти не беше најсреќна со песната што ја пееше вечерва. Ти и самата призна тука на почетокот дека, или не те разбрав добро, дека не се пронаоѓаш во текстот. Не се пронаѓам во текстот, меѓутоа ме потсетува песнава на убави времиња. А тоа е веќе нешто друго. Да. Но јас сакам да те предупредам за нешто друго. Несомнено дека ти ќе станеш пејачка и несомнено дека ќе бидеш звезда. Но ќе мора да се помириш со фактот дека до оној момент, додека Јана сама не одлучува за својата кариера, ќе мора да пее и песни што не се баш драги, што не и лежат, што не и одговараат. Тоа се детски болести што ќе ги потврди оваа персона лево од мене. И она не била секојаш среќна со песните на Грил, ама она знаеше да прави подобра скара од него и затоа заврши работа. Браво, девојче, за следниот пат, ако одиш понатаму, многу подобро се спремиш. Многу подобро. Фала многу. Јана, брзај во црвената соба. Таму те чека Ненад за да ги средите впечатоците, а јас ќе ги повикам сите гледачи чии фаворита Јана да гласаат на телефонскиот број што го гледаат на нивните екрани, бидејќи Јана ги очекува вашите гласови и таа очекува да продолжи понатаму. За нејзините впечатоци од овој настап, таа разговара со Ненад во црвената соба, па се надевам дека се е подготвено таму. Јана ги средила впечатоците и ајде да ги видиме нив. Одлично, еве сме со Јана, има поддршка и од останатите наши финалисти. Ви се допадна? Да. Ајде сега, прокоментирај како помина. Па, добро беше. Да. Можеш и подобро, како секогаш. Така, песната, се надам дека ти беше лесна или Да, таман ми беше песна.
посвети на некого? Ја пееше за некого? Не, с краја да е ваква песна, не ќам на никому да му се случи. Па добро, секогаш не се случуваат љубовни разочарувања. Соба за тага. Сите си имаме некоја соба, некогаш во животот. Да. Добро, битно си задоволна и ајде да ги повикаме да гласаат. Гласајте за Јана, имате уште време до 23 часот и бодрете да ја помине и оваа гала вечер и да отиде, се разбира, до големото финал.